Темата на денешната пресконференција е ЕУ интеграциите, еколошки стандарди за животна средина во компаниите, услов за влез, преподнасливост и конкурентност на европските пазари. Како што кажавме на минатите пресконференции, една од клучните работи покрај тоа што компаниите ќе мора да инвестираат во нови технологии за да ги запазат овие стандарди, е и во фокусот на политиките на ЕУ за животна средина е и Европскиот зелен договор, кој има за цел воведување на климатски неутрални економии на територијата на ЕУ до 2050 година преку развивање на чисти извори на енергија и зелени технологии. При тоа почитувајќи ги принципите на одржлив развој. За остварување на амбициозните политики и заложби на ЕУ, подготвена е предлог регулатива за климатска неутралност и акцијски механизам за праведна транзиција. Во акцијскиот план на ЕУ вклучена е и зелената агенда на Западен Балкан, која е веќе развиена и земјите од Западен Балкан ја имаат прифатено, и во следниот период во сите земји од регионот ќе следи неминовно прилагодување на националните политики со политиките и динамиката на ЕУ во оваа област. Во рамки на преговарачката рамка, како што знаете, еден цел кластер е посветен на зелената агенда и одржлива поврзаност. Тоа е кластерот 4, во рамки на кој се 4 поглавја. Поглавието 14, кое ќе се занимава со транспортната политика, поглавието 15, кој се занимава со енергијата, поглавието 27 со трансевропските мрежи и поглавието 27 животна средина и климатски промени. Денешната пресконференција е поврзана со поглавието 27 животна средина и климатски промени. Меѓутоа, мораме да кажеме дека политиките кои се насочени кон заштита на животната средина од различни негативни влијанија, како и намалување на ризиците кон климатските промени, здравието на човекот и биодиверзитетот, се хоризонтално поврзани и има значајна улога во обликување и спроведување на политиките и за енергија и за транспорт. Тоа ги опфаќа и следниве области: квалитет на воздух, управување со отпад, квалитет на вода, заштита на природата, контрола на индустријското загадување, што е од наш домен на разгледување, бучавата, шумарството, хемикалиите, климатски промени и цивилната заштита. Као што кажав, многу е важно да се знае дека постои хоризонтално законодавство и ги опфаќа сите овие поглавја кои се засегнати со зелената агенда и одржливиот развој. По-конкретно, што е она што ние како Стопанска комора би сакале да го порачаме од аспект на зачувување на животната средина и вклучување на бизнис секторот во сето тоа, би сакала да ја давам збор на колешката Емилија Тодоровска, која подетално ќе ве запознае со стандардите и законите кои треба да се применат. Благодаря. Стопанската комора на Северна Македонија, како една од најстарите и најголемите бизнис асоциации во Републиката, собствената функција и задача преку реализација на коморските услуги секогаш ја насочувала и ја насочува кон компаниите кои се нејзина основна клетка. Таа беше првата институција која ја препозна потребата за афирмација на нашите компании на меѓународниот пазар и во основа на истата ја поддржа иницијативата да биде предводник, носител на едукативните активности кои имаа за цел имплементација на менеджмент стандарди. Станува збор за стандарди кои дефинираат системи за управување или менеджмент системи, кои како алатки за подобри процесни перформанси во голема мера ќе придонесат за една цврста, јасна, конкретна определба за континуирано унапредување на работата, што е основна стратешка цел на секоја компанија. И не е битно дали е тоа ISO 9001, стандард кој организира процесно прикажување на активностите на една компанија, или 14001 кој настојува да тие активности се контролираат и да немаат негативно влијание врз животната средина, или 45001 стандард кој вели дека вработените се најголемиот капитал на една компанија и дека таа внимава на нив и настојува да работат во здрава работна средина. Или ISO 22000 кој е стандард кој потврдува производство на безбедна храна. Јас сепак ќе се задржам на ISO 14001 стандард кој дефинира систем за управување со животна средина
и кој е создаден со цел да ги минимизира негативните влијанија на секоја компанија преку сопственото работење врз животната средина, односно врз медиумите воздух, вода и почва. Секако дека станува збор за стандард кој е согласен со законските процедури, регулативата на Европската Унија, која сигурна сум дека знаете е веќе транспонирана во нашата национална регулатива, нашиот закон за животната средина датира од 2005 година, нормално со измени во текот на годините, последната е од 2022 година. Целта на овој стандард е да обезбеди една систематска рамка, односно пристап за заштита на животната средина, како и да даде одговор на промените во една компанија кои се условени од општествено-економските потреби. Тоа се постигнува со имплементација на специфични барања на овој стандард, кои овозможуваат компанијата да ги унапреди перформансите врз животната средина преку неколку факти. А тоа е развојот и примена на политика и цели за животна средина, потоа идентификација на аспектите кои произлегуваат од процесните активности на компанијата, а кои имаат некое влијание врз животната средина, воспоставување на системски процеси кои го уредуваат контекстот на една компанија, имајќи при тоа внимание на значајните аспекти врз животната средина, потоа ризиците во врска со законите и можностите, како и обврска на компаниите за законска усогласеност. Зголемената свест за односот со животна средина, секако дека е една од битните улоги, воспоставување на контрола на операциите кои ќе управуваат со тие значајни аспекти кои генерираат од работењето, а воедно и вреднување на сите перформанси во животната средина и превземање мерки за подобрување во колку се потребни. Овој така наречен процесен пристап во системот за управување со животна средина му возможува на раководството на една компанија да добие повеќе информации и истите би помогнале во едно долгорочно остварување на успехот и креирање на можности за одржлив развој на една компанија преку заштита на животната средина и превенирање или намалување на негативното влијание врз истата, потоа облажување на потенцијалното негативно влијание на условите во животната средина врз самата организација, помош во исполнување на законската усогласеност, управување или влијание на начин на кој производите се развиваат, се произведуваат, се доставуваат, се одлагаат од аспект на нивниот животен циклус, со кој може да се спречи оптеретувањето врз животната средина поради невнимателно префрлање на истите на некое друго место во рамките на сопствениот животен циклус. Постигнување на финансиска и функционална корист која може да биде произлезена од примената на алтернативи, кои се подобра варијанта за животната средина, како и кои ја затврстуваат пазарната позиција на компанијата. И на крај, соопштување на информации за животна средина на релевантните заинтересирани страни. Постојат секако повеќе причини кои условуваат да оваков стандард се имплементира во една компанија, а тоа се следниве: непрекинато загадување на животната средина, страф од потполно исцрпување на природните ресурси, законите на Европската Унија, зголемената заинтересираност на јавното мислење за зачувување на животната средина, недостаток од едно организирано и систематско следење на последиците од загадувањето, а воедно и посебните услови на работа во загрозени области. Овој систем за управување со животна средина, кој го возможува стандардот ISO 14001, треба да го разбереме како алатка за управување со производите, со процесите, со услугите на една компанија, кои директно или индиректно секако влијаат врз животната средина и како алатка придонесуваат за намалување на расходите, во колку правилно и економично користиме природни материјали, природни ресурси и правилно одложуваме отпад. Потоа овозможуваат да полесно се спроведува законот, овозможуваат подобрување на општо и лично здравје, подобра комуникација на државно и локално ниво, ускладеност на добавувачи на сите заинтересирани страни со политиката за животната средина генерирана од самата компанија, обезбедување на превентивни мерки и спречување, односно превенирање во појава на катастрофи, зголемување на вредноста и довербата што една компанија ја има на пазарот, секако зголемување и подобрување на сопствениот имидж и воедно придонеси, односно предност за европски пазар.
Како што реков, дека овој стандард овозможува намалување на расходи, истиот овозможува изголемување на продуктивноста и заработувачката, преку изнаоѓање начин за правилно намалување на отпадот, за негово одлагање, адекватно ослободување, како и поефикасно и порационално користење и заштеда на енергијата. Кога сме кај енергијата, би спомнала дека тоа е посебен стандард, ISO 50001, дефинира систем за управување со енергетска ефикасност, но за жал многу малку е применлив во нашите компании се уште. ISO 14001 овозможува и бара потврда од компаниите за препознавање на кризни процеси, за соработка на компаниите во овозможување, односно во превземање на корективни мерки и спроведување на законот или прописите. Секако се ова придонесува за намалување на грешки и ненамерни еколошки катастрофи, а со тоа и парични големи казни. Ако се осврнеме на анализата од Стопанска комора, ќе видиме дека мал број на компаниите кои што го имаат имплементирано овој стандард, но треба да се потенцира дека ова е процес кој во своето време траење овозможил многу компоненти од работењето да се насочат онака како што треба и како што се бара. Овој стандард е потреба и услов на компаниите да истите го потврдат сопственото место во бизнис околината, да го издигнат својот имидж, односно местоположба во бизнис светот и да бидат застапени и конкурентни на бизнис пазарите во и надвор од сопствената земја. Стопанската комора на Северна Македонија во своите програмски насоки и цели услугата за имплементација на овие стандарди и понатаму ја застапува, поборник е на истата, факт повеќе што постојат добри бизнисмени кои знаат дека иако стандардите се доброволна активност, сепак се неопходни и се услов за препознатливост, конкурентност и влез на европскиот пазар.